Надвозникот на влезот во Тетово се уште е затрупан со смет и непрооден. Од купиштата ѓубре секојдневно се шири неподнослива смрдеа и зараза. Проблемот со депонијата останува да чека решение. Купиштата сметната ложени овде на влезот во Тетово веќе со месеци се вистинска закана за здравјето на луѓето. Лекарите неколку пати досега алармираат дека последиците веќе се чувствуваат. Зголемен е бројот и на респираторни заболувања кај луѓето, но и на болни од канцер. Но овие предупредувања на здравствените работници се чини не допираат до надлежните. И граѓаните се лути на властите што досега не успеа да го решат проблемот со сметот во градот. Се повеќе стравуваат за своето здравје. Сепак се плашим, ама. Чим не сме моćни ништо да направиме, тоа е. Може ли досега локалните власти да го решат проблемот? Па колку што гледате, досега не го решиле и ми е истото. А можеле ли? Можеле, па сигурно дека можеле, ако се троша пари за некои други работи, тоа е најосновно. Сепак е тоа нешто опасно по здравјето на човекот, а човекот здравјето не се купува со пари. Нема град што нема депонија. Нашиот град остана заден. Можда не е ни заден се, ние така граѓаните викаме, меѓутоа решение треба да има. Они треба да решат, ама што чекат не знам. Има разни миризи се шират. Може сваки да добие бактерии се што. Наутро кога ќе станеме, не сме ни прозорци затвориме ни врати затоа што смрди труја. А точно е дека и за ништо не се презема. Не знам кај лега заекот, меѓутоа многу лошо. А и ситуацијава во држава подпомага уште повеќе да се влоши ситуацијата. И во депонијата, и во државата. Се. Можеше ли досега локалната власт да го реши проблемот со депонијата? Да сакаше, можеше 100 пати, не еднаш. Затоа за се постои решение ако се сака, нели? Него таква не е власта, па сега ние ќе патиме. Властите на почетокот на годинава оптимистички најавија решение за проблемот со изградба на хала и поставување на контейнери каде ќе се складира отпадот, но повторно покажаа дека се успешни само во ветувањата, но не и во нивна реализација.